Голема материјална штета направија силниот ветер и дождот, што во четвртокот попладне ја зафатија територијата на општина Виница. Паднати дрвја, блокирани патишта, оштетени кровови, прекини на електродистрибутивната мрежа се последица од природната непогода во која мал дел беше зафатен и подрачјето на Кочани. Сепак, Виница и околните места настрадаа посериозно, а според информацијата од градоначалникот Миле Петков, екипи на територијалната противпожарна единица од Виница, на јавното предпријатие Солидарност и на електродистрибуција веднаш излегле на терен за побрзо нормализирање на сообраќајот и санирање на електродистрибутивната мрежа. Каеше кратко, но со голем интензитет. Нанесена е огромна материјална штета, има оштетување на покриви, има подкорнати дрвја, има големи штети на земјоделските посеви, посебно на лозаро-овощарските насади. Ние веднаш извршено уvid на лице место, екипи на јавното комунално предпријатие Солидарност и од територијалната противпожарна единица излегла на терен и ги отстранија оние дрвја кои што го попречуваат патот. Имаше прекин на електричната енергија затоа што паднатите дрвја го прекина електроснабдувањето. Имаше прекин и во селото Јакимово и Стигања. Екипите на електродистрибуција се на терен и очекувам дека во текот на денот и во село Стигања ќе има струја. Имаме формирана комисија за проценки на штети. Веќе и во текот на денот пристигнуваат граѓани кои што имаат претрпена штета, така да очекувам дека во наредниот период и државните институции ќе преземат мерки за да се обештетат граѓаните од ова силно невреме. Помали оштетувања и навлегување на вода имало и во детската градинка Гоце Делчев во Виница. Екипи на јавното предпријатие Солидарност во текот на денот работеа на отстранување на паднатите дрвја и гранки на повеќе локации во Виница и во дел од населените места. Екипите на Ева на Македонија пак и во текот на денот беа на терен. Од предпладнето, жителите на село Јакимово повторно имаат напојување со електрична енергија, додека во селото Истибања и попладнето имаше прекин на електричната енергија и на водоснабдувањето. Партијата за демократски просперитет на ромите одржа пресконференција на која нејзиниот председател Аксел Ахмедовски обвини за партиско-политичка дискриминација и нарушување на правата од работен однос за нејзини членови. Конкретниот случај за кој изборуваше тој се однесува на партискиот член Аки Акиов од Кочани, кој е актуелен член на Советот на општина Кочани и вработен во комуналното предпријатие Водовод. Ахмедовски рече дека се прави мобинг врз основа на партиска припадност, што е различна од онаа на лицата кои се на јавни функции во општина Кочани, односно во комуналното предпријатие. Со самото превземање на функциите, градоначалникот и директорот повеќе пати го имаат викано на разговор, каде барале да ги подржи сите точки од дневниот ред на закажаните седници на Советот, кои беа во интерес на ВМРО ДПМН со јасно предупредување дека ќе му биде загрозено работното место. Првично, а во меѓусебна наша координација, на неколкуте седници постапил по нивните барања од страв за неговата екзистенција. Но подосна, кога им укажал дека тоа повеќе не може да го прави, бидејќи е спротивно на интересите на коалицијата и на нашата партија, а и спротивно на неговиот карактер и професионалност, дека на тој начин му се повредува честа и угледот, достоинството и интегритетот, истите започнале со почести и по жестоки закани кои кулминирале на 7 јуни 2022 година, 2 дена пред закажаната седница на Советот на 9 јуни 2022 година, со сериозна закана за неговото работно место, доколку и понатаму во Советот действува спротивно на интересите на мнозинството, односно на ВМРО ДПМН. На одржаната седница не гласал за една од точките од дневниот ред со која требало да се превземат, односно пренаменат парични средства за исплата на некаков долг, поради што на 22 јуни 2022 година му е донесена одлука која е веќе изготвена на 17 јуни, со која истиот се разрешува од раководната позиција. Таквото однесување ниту е демократско, ниту е цивилизирано, а уште помалку е европско. И градоначалникот и директорот, како представници на ВМРО ДПМН, покажаа дека се символот на политичкото насилство и реваншизам, дека во нивното работење има отсуство на реални, објективни критериуми и соодветни процедури, дека се деструктивна, а не демократска алтернатива и се автори на конфликти и меѓуетнички недоразбирања.
Ахмедовски рече дека членот на партијата за демократски просперитет на ромите Аки Акиов не дал никаков повод да биде под притисок и мобинг, а веќе е поднесено барање да се почитува законот за заштита при работа. Известени се и надлежните во општината и во комуналното предпријатие да престанат со ваквото однесување. За случајот била известена и Комисијата за заштита од дискриминација, Народниот правобранител, ОПСЕ и други институции, пред да се побара соодветна судска заштита. Железничките премини кај основниот суд во Кочани и кај ветеринарната станица конечно ќе бидат соодветно уредени и проширени. Од локалната самоуправа ја потврдија информацијата дека по повеќе децениско барање и преговарање, јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура прифатило да се направат градежни интервенции на премините, со што постојното решение треба да биде значително подобрено. Представници од предпријатието и од општината направија увид во состојбата, при што е констатирано дека неопходна е целосна интервенција кај двата железнички премина. При тоа ќе се изготви и техничка документација. Наместо сегашната камена коцка меѓу премините ќе се постави гумена подлога, со што ќе се избегнат оштетувањата на подвозјата кај возилата, а истовремено ќе се постигне побрзо поминување и забрзан проток на сообраќајот. Носител на градежните активности ќе биде јавното предпријатие за железничка инфраструктура, додека општина Кочани ќе кофинансира во дел од трошоците. Договорено е кај основниот суд да се оспособат двете ленти од постојниот булевар, наместо сегашното стеснување во една коловозна лента. Ваквото барање од општина Кочани до Македонски железници беше доставено пред околу 2 години и тогаш имаше само најава дека истото ќе се разгледа и дополнително ќе се одлучува дали ќе има интервенции. Со прифаќањето на тоа барање и со обезбедувањето од двоен премин преку пругата, локалната самоуправа во иднина ќе може да го реализира и планираното булеварско поврзување со јужниот влез во градот, што беше и едно од предизборните ветувања минатата година. За преминот кај ветеринарната станица се најавува дека ќе бидат санирани сегашните недостатоци, односно ќе се постави гумена подлога на коловозот, ќе се обнови сообраќајната сигнализација и ќе се направи соодветен простор за движење на пешаците. Од општина Кочани не можеа да дадат точна информација за висината на трошоците, како и за временскиот термин до кога треба да се завршат договорените градежни активности, со оглед што обврските за нивна реализација целосно ги презема јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура. По општина Зрновци и локалните самоуправи на Кочани и Виница ја потпишаа декларацијата за поддршка и развој на женското предприемништво. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов оствари работна средба со тимот на Националната платформа за женско предприемништво, при што беше потпишана и споменатата декларација. На средбата со тимот на Националната платформа, што ја представува претседателката Валентина Дисоска, координаторката за јакнење на капацитети Емилија Андонова и координаторката од Источниот плански регион Ирена Мирчовска, градоначалникот Папазов ја истакна подготвеноста на општина Кочани да иницира одржување на форум за женско предприемништво во овој регион. На тој начин се очекува во следниот период и на локално и на регионално ниво да му се даде поголем акцент на овој економски сегмент. Подршка, односно организација на инфосредби и поврзување со бизнес секторот, како и креирање совет за женско предприемништво, беа само дел од заклучоците што произлегоа од средбата на тимот на Националната платформа за женско предприемништво, што ја имаа со градоначалникот на Виница Миле Петков и Даниела Јаковлеска, представник од општината. На средбата беше потпишана декларацијата за поддршка и развој на женското предприемништво, а представници од општината беа запознати со главните точки во развојот на женското предприемништво на локално ниво. В понеделник на 27 јуни ќе се спроведе превентивна терестичка дезинсекција на подрачјето на општина Кочани. Од 19 па се до 1 час од пополнок ќе се изврши прскање против комарците од земја. При тоа ќе биде опфатена површина од 300 хектари на подрачјето на Кочани, како и селата Тракање, Мојанци, Горни Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Според информацијата од локалната самоуправа на Кочани, третманот против комарците ќе го реализира стручна екипа на компанијата Лиса Комат Кавадарци. При тоа ќе се користи широкопојасен инсектицид,
што претходно добил одобрување од Бирото за лекови. Од општината информираат дека во случај на неповолни временски услови, односно силен ветар и пороен дожд, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен период. Мали измени се направени во бројот на играчите во екипите пред почетокот на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал, што по повод празникот на Кочани го организира локалната самоуправа. Наместо досегашниот формат 4+1 се зголемува бројот на играчи за секоја од екипите, односно тие ќе настапуваат во формат 5+1. Од Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани, кој ја обезбедува техничката и друга поддршка во организирањето на надпреварите, информираа дека измената е направена по барање на самите екипи кои се пријавија за овогодишниот Петровденски турнир. Тоа значи дека изменете и стандардот за надпреварување што важи за футсал турнирите, каде има поголема подвижност и напори за играчите за време на целиот надпревар. Зголемениот број фудбалери најверојатно ќе придонесе и за поголем број груби стартови и помала ефикасност во поглед на погодоците. На турнирот годинава ќе учествуваат 15 екипи кои се поделени во 4 групи. За првопласираните 3 тима, како и за најдобрите поединци, општина Кочани обезбеди парични награди и признанија.